Почитувани представници на медиумите, дами и господа, најпрво да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство на оваа пресконференција. Како што можете и сами да се уверите, по рамки на проектот Работно лето, Социјалдемократскиот сојуз овој викенд ќе го помине во Велес и околината. Нашите представници, членовите на раководството на Социјалдемократскиот сојуз ќе ги посетат населените места во Градско, во Росоман, во Чашка, се разбира во самата општина Велес. Ќе се одржат десетици и десетици средби со нашите граѓани, каде што ќе имаме прилика да ги слушнеме нив изворно за нивните проблеми, за нивните маки, се разбира да ги чуеме нивните предлози и сугестии како живеачката се направи полесна и поиздржлива. Ние се уверивме дека токму овој начин е најдобриот начин да се дефинира програмата и да се утврдат приоритетите на една политичка партија. Зошто се решивме оваа пресконференција да ја одржиме токму тука? Во изминативе денови, во повеќе наврати од представниците на ВМРО ДПМН јавно ни беше поставено прашањето што е тоа што се изградило во време на Социјалдемократскиот сојуз. Па сакавме на лице место и вам, а преку вас и на целата јавност, и да подсетиме и да покажеме. Во време на Социјалдемократскиот сојуз се изгради автопатот од Градско до Демиркапија, од оваа клучка се до Демиркапија. Во времето на Социјалдемократскиот сојуз се изгради автопатот од Смоквица до Гевгелија. Се изгради автопатот од Скопје до Тетово, се изгради автопатот од Тетово до Гостивар, се изгради обиколницата околу Скопје, најмодерно автопатско решение. Или се заедно, преку 130 км автопат со инвестиција вредна приближно 200 милиони евра. Значи, ние не градевме споменици, не градевме музеи, не градевме триумфални капи, не поставувавме жални врби во Вардар, не правевме градски плажи, градевме нешто многу позначајно, многу покорисно, нешто што не само оваа генерација, туку и идните генерации граѓани на нашата земја ќе можат да го користат, а пред се да го користат фирмите, предпријатијата, стопанските субјекти. Сакам да одговорам на уште едно прашање, што е тоа што имаме намера допрва да правиме или допрва да градиме. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз во однос на патната инфраструктура е предвидено автопатско поврзување со сите наши соседи. Тоа значи целосно завршување на коридорот 10 и автопат со Бугарија, автопат со Албанија, автопат со Косово. Во нашата програма е предвидено изградба и реконструкција на 200 км магистрални патишта и изградба и реконструкција на 500 км локални патишта. Средствата за овие инвестиции ќе се обезбедат од буџетот на Република Македонија, дел од овие пари што сега се трошат за апсолутно непродуктивни намени, а поголемиот дел ќе се обезбедат од ефтини долгорочни кредити добиени од Светската банка и други меѓународни финансиски институции. Значи, ако за нешто вреди оваа земја се задолжува, тоа е за инфраструктурата, без разлика дали говориме за патната инфраструктура или за енергетиката. Утре вечер во 20 часот во Велес ќе одржиме митинг на кој што ќе го промовираме и нашиот кандидат за градоначалник за оваа општина, Аце Коцевски. Ние сме убедени дека Аце Коцевски со целиот свој минат труд, постигнатите резултати и успеси, со своите човечки квалитети, тој во Велес е познат како чесен, вреден, способен, работлив, ќе биде градоначалник по мерка и по желба на велешани и дека Велес повторно ќе биде општина за пример во Македонија, а велешани ќе може да се гордеат и со својата општина и со својот градоначалник. Велес е еден од најпогодените. Може прво изјавата на Гоцевски.